Почетокот на нешто ново носи надеж за нешто големо. Се е возможно. Се може да се изгради и направи, само ако сме верни и искрени помеѓу себе. А најважно е да изградиме доверба према себе и другите. Ајде здраво живо, браќа и сестри македонци и македонки. Денес ќе отвориме уште едно поглавје и ќе поставиме уште една цигла на оваа градба наречена македонска кауза. Се со една намера, како да дојдеме до вистинската цел. Факт е дека денес ние лутаме на сите страни. Не знаеме кој што работи, што е најважно за кого работи. Распрскани ни светот и несплотени, како никогаш до сега. А најтрагично е што помеѓу нас немаме доверба еден на друг. А самата таа доверба е предуслов за успешна мисија, а тоа е македонската кауза. Пред да започна, неколку зборови за поимот доверба, колку да ни стане појасен. Довербата е нешто налик љубовта. Не може да се добие со сила, мора да се заслужи. Потребни се години и години за да створиш доверба, а само еден миг е доволен да уништиш се. Затоа јас и не се трудам да ви се наметнам, да ме засакате, или пак се обидувам слепо да ми верувате. Тоа не е мојата цел. Мојата цел е вие да почнете да се будите и да почнете конечно самите да размислувате и самите да гледате и да почнете да слушате. Не други што ќе ви сервираат, самите вие. Довербата треба да се изгради обострано, а не еднострано. Затоа и го правам ова, да изградиме македонска кауза, а самата доверба е темелот на таа кауза. Но од друга страна, јас знам дека ова е многу тежок процес, за кој се потребни многу и многу години. Од едноставна причина што сме научени да не лажат, а ние да им веруваме на нивните лаги. Научени сме да не водат преваранти, хоштаплери, научени да коленичиме, да се предаваме и продаваме, да не понижуваат и смејуваат. Немаме ние денес никаква кауза, немаме ние денес ништо. Затоа мораме на ова деструктивно патешествие да му ставиме крај. Затоа во иднина мораме да се фокусираме на можностите кои ни се нудат, а не на проблемите. Затоа што ако во иднина решаваме проблеми, ќе тапкаме во едно место. Целта на оваа моја мисија е сите ние да станеме едно исто тело. А денес, фигуративно земено, ние имаме тело во кое ниеден орган не функционира. Просто се распаѓа. Дали ја зборувам вистината? Не можеме да наброиме ниту еден пример во нашата историја, каде сме направиле нешто, а да не бидеме претходно предадени или продадени од самите нас. Никој никому не верувал, ниту тогаш, ниту денес. За да створиме доверба помеѓу нас, треба да престанеме да го рециклираме она што треба да го замениме со нешто ново. Вие, кои што сега не ми верувате, но ова што го зборувам, еден ден некаде и на некој ќе се фалите, дека ме познавате. Каде ја изгубивме довербата? Денес, на нас македонците, заедничко ни е само едно нешто, што се размножуваме на ист начин, се друго ни е различно. Кога ние мислевме и бевме силно уверени дека како народ и држава ќе кориме напред и ќе кориме на прав пат, и кога партиските лидери ги поистоветувавме со Меси, испратени од Господ, и кога слепо и безрезервно им верувавме на нивните лаги, се испостави спротивното. Сега сме скршени и уништени. Денес сме понижени и омаловажени. Немаме доверба во никој, дури ни во самите себе. Тие криминалци и неверници ја нуштија нашата доверба. Многу време пропуштив. Време кое не можеме да го вратиме за еден месец или една година. Можам со денови и со факти и аргументи да зборувам каде ја загубивме довербата, но нема да зборувам. Не е тоа мојата цел, да ве обвинувам вас. Мојата цел е да се обидам, да ве уверам дека не е се така црно и да влијам кон вас и да створам оптимизам и воедно да зачекориме кон еден нов правец.
Затоа што вредноста на секој човек се наоѓа во неговото срце. И ве уверувам дека ќе успееме, само ако повторно ја изградиме довербата. Дали можеме повторно да ја изградиме? Можеме, но само ако ја кажуваме вистината и воедно бидеме искрени спрема себе и другите. Можеме. И ќе ја вратиме довербата. За да бидам појасен, ќе земам еден пример и цитат од Библијата. Сега, кога сте ја отфрлиле лагата, зборувајте ја вистината. Напишал апостол Павле Ефешаните 4:25. Лагите, полувистините, па дури и молчењето ја подкопуваат довербата. Затоа треба да бидеме отворени и искрени со другите. Тоа е успехот и почеток за градење на довербата помеѓу нас. Да зборуваме вистината и само вистината, но пред се мораме да бидеме реални. Човек од светот го гледа тоа што го носи во срцето. Например, ако ти си расипан човек во душата, околу тебе ќе гледаш само рамни на тебе, расипани како тебе. Ако ти си предавник, околу тебе ќе гледаш само предавници, затоа што ти си предавник. Не дека тие се покварени во душата или предавници. Ти си, ти си најголемиот предавник и расип. Ако ти имате и малку верба во мене, за ова што го говорам, тогаш имате верба и во самите вас себе, дека ја зборувам вистината. Но проблемот е што вие какви што сте денес, не верувате во ништо. Ниту во Господ, ниту во ѓаволот. На кого може да му веруваме? Може да му се верува само на човек кој ја кажува вистината и е искрен. А како би го препознали? Едноставно, не може да имаш доверба во човек кој едно мисли, друго зборува, а трето прави. Едно зборува дома, друго на улица, трето на работа, а четврто во партија. Тоа е канцер. Тој човек е рак, рана, смрди и одалеку. Таквите треба да ги истребиме од нашето општество. Еве еден класичен пример. Како да откриеме дали некој политичар или лидер ја заслужува нашата доверба или не во иднина. Ве молам за внимание. Прашајте го нешто и потрудете се да ви даде краток и дециден одговор, без заобиколување. Пример, пред нас се избор. Запрашајте ги тие што претендираат за функција. Дали кога ќе победите, ќе го вратите името Македонија во сеопфатна употреба, без придавка или додавка, затоа што промената на името беше со цел за влез во Европска Унија. Тоа не се случи. Сега процесот треба да се стопира и неправдата која се направи врз Македонија и македонскиот народ треба да се оправда. Ако се обиде да го избегне одговор, или ако се врти како коњ околу гумно, и ако тоа што ќе ви го рече покасно се воспостави дека не е така, не ја зборува вистината. Тој човек не ја заслужува вашата доверба. Тој не е тој човек. Тој е тој канцер или рак. Отстранете го. Затоа што во иднина само болка ќе ни нанесе на сите. Еве уште еден класичен пример. За да ги раздвоите во иднина, ти верувам, е многу подобро отколку те сака. Затоа што можеби нема секогаш да и веруваш на личноста која ја сакаш, но затоа секогаш ќе ја сакаш личноста на која ја веруваш. Точно е дека секој почеток е тежок и да се прифати некоја идеја потребно е време. Тоа е неминовен факт. Знам дека не ми верувате и не ме чуди тоа, но мора да запомните едно нешто. Ова што јас денес го работам и што сакам да го направам, вие ќе го разберете после 10 години. За жал. Но тогаш ќе биде касно. Го знам тоа. Или со други зборови. Вие ова што го зборувам во видеата, македонска кауза, ќе го разберете тоаш кога ќе се разбудите во друга држава, со други закони, кои ќе важат само за вас и креирани против вас. Но јас сепак ќе го направам тоа. Ќе ја изградам македонската кауза и ќе пркосам на се. А што е тоа што ми дава сила и ме бодри да чекорам напред? Е што некои од вас, мислам, на некои од вас, не сите вие, македонски, патриотски настроени, во никој случај партиски,
ги споделувате овие видеа и не се плашите. И почнавте самите да размислувате, разговарате помеѓу вас и практикувате тоа што јас зборувам. Ви ветувам на вас дека никогаш нема да ве разочарам. За татковината ние треба да ставиме се на коцка, потполно се. Но во никој случај не смееме татковината да ја ставиме на коцка. А денес се случува точно тоа со нашите политичари и така наречени партиски лидери. Јас во една пригода ви реков, имам сон и визија. И во нив лежи надежта и имагинацијата и храброста да мојот сон и визија ги претворам во реалност. Ако јас успеам и еден човек да го разбудам од вас, мојата мисија е успешна. Да живее Македонија и македонскиот народ во и надвор од Македонија.